И по денешната средба на координаторите на пратеничките групи во Собранието нема договор за измените на изборниот законник. Спорно остана електронското гласање на диаспората, кое беше црвената линија на ВМРО ДПМНЕ за постигнување договор, но воедно и целосно неприфатливо за СДСМ. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, Никола Мицевски, очекува изборниот законник да остане блокиран и следните парламентарни избори да се одржат според постојните изборни правила. Она што остана како точка преку која што не можеше да се помине е забелешката на Социјалдемократскиот сојуз за електронското гласање на диаспората. Тоа остана точка која што, односно моделот кој што се наоѓа во изборниот законник е неприфатлив за СДСМ и со жалење можам да констатирам дека разговорите завршија неуспешно. Од таа причина денес се закажува и Комисијата за политички систем, на која што, како што најавија, очекувам дека ќе има блокада од страна на СДСМ и на Левица. Опозицијската СДСМ веќе подготвила 10.000 амандмани за изборниот законник. Председателот на СДСМ Венко Филипче изјави дека нема да дозволат донесување на изборниот законник во форма која, според него, отвара сериозни сомнежи за злоупотреби, нерегуларности и нарушување на легитимноста на изборниот процес. Ова измена на закон, кој што се завовила ваков начин на гласање електронски на нашата диаспора, не знаеме колку илјади луѓе тоа, 200.000 луѓе, отвара можност за злоупотреба, за контролирано гласање, тоа еден човек да гласа повеќе луѓе. Да ја потсетам јавноста, дека овој и ваков закон предлага партија позната по злоупотреби на изборниот процес. Од друга страна, Левица подготви 3500 амандмани, но од друга причина, поради државното финансирање. Од партијата сметаат дека прашањето за гласањето на диаспората е координирано меѓу СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Електронското гласање за кое што СДС не попушта. Инаку, сиот овој процес во кој што СДС уште од почетокот го бойкотираше, а потоа и сега ќе го филибастерингува, мислиме и ни дава индиции дека е заговор против Левица на двете најголеми партии, за да повторно останеме без државно финансирање, затоа што во ваков статус кво случај единствен кој губи е Левица, бидејќи остануваат непринципиалните правила на политичка дискриминација. Премиерот Христијан Мицкоски, зборувајќи за оваа тема, изјави дека сите барања на Левица биле прифатени, но ги обвини за, како што рече, дволична политика. Проблемот каде настана? Кога политичката партија Левица рече, а ние нема да се потпишеме, вие потпишете се, ние еве нема да правиме филибастеринг, вие слободно гласајте го и така да помине. Со тоа каква порака испраќа? Ние добивме тоа што сакаме, работевме цело време најлицемерно, сега откажуваме за да се прекажеме еве пред оние кои што нас не поддржуваат, демек еве ние сме тврдокорните, Робеспиерови, некои следбеници или не знам што, а во суштина како мачиња се си прифатија за време на дебата. Амандмани ќе поднесе и ЛДП. Председателката на партијата Моника Зајкова изјави дека доколку докрај не се разјасни процесот на контрола на гласањето, тогаш изборниот процес, според неа, би можел да се сведе на гласање на бел лист хартија.